Почитувани граѓани, почитувани медиуми, македонското здравство има капацитет и успешно се справува со вирусот COVID-19 и во услови кога има покачување на бројот на новозаразени. Здравствените установи не се оптоварени, капацитетите се празни, а голем дел од новозаразените се или без симптоми, или се со благи симптоми и се на домашно лекување, појава што ја има и во другите земји. Но сепак, останува заедничката одговорност да се заштитиме од коронавирусот. Изборот е јасен, или ќе ги почитуваме мерките за заштита, и ќе мора повторно да се вратиме на рестриктивните мерки, како што е карантинот или полицискиот час. Затоа е неопходно сите заедно, безусловно, да ги почитуваме мерките за заштита. Да носиме маска секогаш кога тоа е потребно, да држиме физичка дистанца и да не се групираме. Само на тој начин ќе се заштитиме од вирусот, бројот на новозаразени ќе опаѓа, исто како што опаѓаше кога сите се однесува одговорно и доследно ги почитуваа мерките. Сите овие поголеми бројки на кои сведочиме деновиве се директна последица на неколку фактори. Прво, од неработењето и саботирањето на мерките од страна на Наќа Чулев. Наместо да превземе одговорност, да се спроведуваат мерките и задолженијата, Чулев јавно порача дека нема да казнува и со тоа поттикна масовно кршење на мерките. Целата јавност ги гледаше масовните прекршувања на забраните за собири и движења и бројните прекршувања на полицискиот час. Само Чулев ги игнорираше и свесно не превземаше ништо. Со тоа, тој свесно го загрози јавното здравје и придонесе да имаме вакви бројки. Второ, како што објави Министерството за здравство, тековните тестирања се таргетирани во познати кластери и затоа бројките се поголеми. Тоа значи дека се тестира во точно утврдени фамилии и населби и дека здравствениот систем добро знае што прави. Она што е добро е што кластерите се семејни и дека тие кластери се под контрола. Сите ние треба да знаеме дека нови случаеви ќе има и понатаму, и сега, и среде лето, и на есен, но важно е тие да бидат што помалку за да не се оптовари здравствениот систем. Како одговорни граѓани, треба да дадеме сериозен придонес во личната и колективната заштита од вирусот. Само така ќе го заштитиме нашето здравје и здравјето на нашите блиски и побргу ќе надминеме оваа состојба. Благодарам.